Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојдовте во Што мисли народот на телевизија Стара емисија, која што веќе година и повеќе во форма на интервју. И ова вечер со гостин кој што сте го гледале во улога на експерт за одредени области во корона времето, во областта на инфекциите, и слушавте многу интересни и корисни работи од него. Слушавте и кога беше злоупотребуван од одредени структури на социјалните мрежи за препораки за одредени лекови. Говоревме и за тоа во една емисија, како не треба дека никој умен човек и интелектуалец тоа не би го направил. Но интелектуалец во државава би се нафатил да влезе во борба за позиции во кои што се одлучува. Нашиот вечерашен гостин, професор доктор Вело Марковски, се одлучи меѓу првите во државава во пресек на претседателските избори да најави дека има намера да се трка за председател на државата. Професоре, добро вечер. Добро вечер, добро ве најдов и морам да признам дека многу пати сум бил во ова студио и секогаш имам добри спомени и сме почнувале убави работи од ова студио. Се откажаа ли хакерите од злоупотреба на вашиот лик? Па мислам дека во моментот не, меѓутоа они ги вртат лекарите, мислам дека добро е што вчера дојде некаква пресуда да еден дел, значи институциите изреагираа да еден дел од тие компании се веќе осудени, некаква пресуда има, сега останува на нас поединечни тужби. Може и да промени нешто секако како со еден преседан. Кога гостувавте на тие експертски теми, имаше ли во вас мисла дека ќе дојдете во ваква ситуација? Имаше ли што од тогаш намера да влезете во борба да бидете кандидат за председател на државата? Искрено не. Значи за време кога беше короната, кризата со короната, односно таа така наречена пандемија COVID-19, единствено во главата ми беше како да поминеме со помалку последици, да имаме помалку умрени луѓе, да имаме помалку потрошени средства, и максимално се залагав тоа ми беше во главата. И нели секогаш се надеваме дека некој лош период е, меѓутоа работите ќе се сменат во државата и ќе одат и понатам. Како поминуваше времето, свесни сме сите како интелектуалци, како патриоти дека ни се случува еден процес на дезинтеграција на македонското општество. И одеднаш седнуваш и размислуваш, што размислување беше неколку месеци, не беше еден ден, ќе седиме мирни, ќе чекаме пензија или ќе се обидеме нешто да направиме. Значи тоа беше дилемата, бидејќи во изминатиот 30 годишен период јас некојаш директно, некојаш индиректно, меѓутоа секогаш сум бил блиску во врвот на политиката. И едно провејува дека секогаш интелектуалците се тргаа настрана, оставаа некои други да водат политиката. Да, и тоа е теза која што последните години се повеќе актуелна, дека се тргаат настрана разочарани од политичките состојби. Така и дури политичарите почнаа да наметнуваат тези дека со политика треба да се бават само така искусни политичари. Всушност и им одговарат. Им одговара без да се осврнат на резултатите кои ги имаат, нели, во политика и сега во политиката. И сега ако сме свесни дека во државата многу сегменти не функционираат, многу системи не функционираат, тогаш тоа е резултат на една 30 годишна политика и мислам дека е време требаше многу порано, меѓутоа што повеќе интелектуалци и луѓе успешни во својата област да се вклучат во креирање на општеството и во креирање на општествените ставови. Запрепастувачки целото општество е инертно за многу големи настани, не само кај нас, се наметна и во Западна Европа и во развиените држави да всушност некако се оставаат работите да течат така како што ги замислиле најчесто мултинационалните компании. Во секој случај, интересен е моментот кој што го споменавте. Ајде пред да преминеме на тој момент, што планирате, што досега направивте, како размислувате вие за тој момент кога се ставате во улога на интелектуалец кој што разочаран се повлекува? Што може да биде негативниот ефект од тој тренд во држава? Значи, не само повлекување, меѓутоа и тие политички гарнитури, ние ако анализираме кој се беше во политиката кога се самостоивме во 1990 година, имаше маркантни личности. И потоа почна така наречена негативна селекција.
Секоја следна генерација, нели, тој што ќе биде на врвот на пирамидата, гледаше под него да бидат понеспособни, за да нема засегнување и така натаму. И ние за 30 години дојдовме сега до едно ниво во политичките партии каде што не гледаме врвни експерти во сите политички и дури во владеачките и во ДУИ, значи ние и една појава каде што една личност го гледаме во улога на 3-4 клучни позиции каде што се бара експертско знаење, значи еден човек е министер во неколку министерства. Тоа се случува не само сега, и предходната влада имаше, и предходниот за време на ВМРО, нели, меѓутоа и сега гледаме одредени личности се од едно министерство во друго се шетаат, што самото по себе кажува дека се нема концепција, бидејќи ако имате концепција кој ќе дојдете на власт, нели, преземате власт, знаете што се проблеми во државата, треба да ги решите со некаква концепција и со соодветни кадровски решенија. Ако ние како сега ние главен проблем, нели, евроскептицизмот и влегувањето во Европска унија, и ако сегашната власт имала концепција, веројатно немаше да дојде до смена. Ние од 2017 година до сега имаме 5 министри сменето во Министерство за правда, таму каде што сме најкрхи, нели, најкршливи, каде што имаме најмногу проблеми, пропаѓа и не е сработено тоа што се бара од нас, а ние всушност на година и пол менуваме министер, самото тоа кажува дека нема концепција. За самата ваша веќе кандидатура, вие сте веќе во процес, сакате да соберете подписи и да влезете во трката. Вие сте единствена личност во државата која што јавно се произнесе дека сака да влезе во трката, се шпекулира за други имиња. Што очекувате, какви личности да влезат? И вториот дел од прашањето, дали според вас тоа е предност што први изразивте желба и сте со јасен став? Вака, значи, или намера не желба, и желба и намера нека. Па добро, значи по карактер сум секогаш сакам да имам јасен став, нели, јас сум и спортиста, меѓу другото во многу спортови, па во некои спортови сум успешен, нели, во спортот се бара јасна одлука и јасна, нели, конкретна одлука. Самата состојба на неколку месеци, ние всушност теоретски на 4 јануари може да се распишат изборите. Значи ние сме на месец и пол од изборите, а нема кандидати. Так. Сега тоа може да се анализира од неколку аспекти. Едниот аспект е да всушност и почнаа некакви емисии со исмејување на кандидатите, хумористички и така натаму, меѓутоа целата позадина може да биде неуспех на претседателските избори, што би било страшно за државата, нели, ако нема доволна излезност во вториот изборен круг. Од друга страна, кандидатот кој ќе биде за председател, по мене, и тоа е една од клучните работи, меѓу другото, кога се решава, мора народот да го запознае. Значи, досега имаме ситуација кога партиите одлучуваат кој ќе биде, нели, кандидатот. Досега и не сме имале, во 2 наврати, мислам, успеа независни кандидати да соберат подписи и добро поминаа кај народот. Народот сака независни опции. Всушност и врв на една демократија политичка е да се има независен кандидат, да речеме, за председател на држава. На 2 месеци, значи, и моето, ако некои го сметаат за рано јавување, по мене е задоцнето, бидејќи народот навистина треба да има шанса да го запозне. Тоа се работи за многу сериозна функција во државата и народот треба да го запознае тој човек и неговиот карактер и неговиот прак на издржливост и неговиот, нели, карактер на константност или превртливост и така натаму, ставовите, патриотските ставови, ставовите за историјата, за иднината и така натаму. И во еден период кога ќе биде масовно пријавување или самата кампања, сега тука има многу парадокси, на ваква клучна функција ние имаме една скратена процедура на избор на председател. Самата кампања е 20 дена, меѓутоа теоретски се 19 дена, и во 19 дена ако се прикажуваат сите кандидати, навистина ќе биде тешко некој да свати кој какви ставови има. Партиите веројатно сметаат на тоа дека имаат механизам, имаат апаратура партиска која што војска имаат, што се вели, и сметаат на тоа дека може да ги завршат работите по-долго време. Меѓутоа, уште еден момент е интересен кога сте вие во прашање, бидејќи, нели, вие сте ориентацијално кон ВМРО-ДПМН, дел од некои структури сте, не знам дали сте уште, верувам дека сте, од аспект на тоа
Какви се реакциите во ВМРО ДПМН по вашата најава за кандидирање и очекувате ли дека можеби ВМРО ДПМН ова може да го свати како фрлина ракавица да ве поддржи како кандидат? Евентуално. Па, интересен е аспектот на гледање, не е фрлена ракавица, не е нели кој јас додам. Но може да се гледа така. Да, меѓутоа реалните случувања во партијата укажуваат и односите со мене дека не ме планираат како свој кандидат, иако бев член на извршниот комитет во еден година и пол, во еден многу тежок период за партијата. Престоеше на партијата нели една така наречен мериот групација која требаше нели да заврши со распаѓање на партијата и така натаму. И сметам дека помогнав на партијата нели од аспектот и прашањето беше зошто нели тогаш сакате да помогнете професоре, беше не сакам да се распадне ВМРО ДПМН како патриотска партија, бидејќи додека направиме нова партија ќе ни треба многу време. Меѓутоа работите се изменија и всушност имаме многу неправилности, како да кажам, во општеството и околу функционирањето на тие политички партии, што на некој начин станаа тие политички партии доминантни и се менуваат една со друга без да се појави трета некоја сила која би нели диалектички би направила некаков напредок или прогрес. И до сега тоа така функционира и тоа поминува. Сега се вртат неколку имиња во партијата, меѓутоа генерално ставот на партијата дека средина на февруари ќе исфрли кандидат, мене воопшто не ми се допадна и мислам дека не е во ред, без разлика кој, можеби ќе биде многу квалитетен кандидат, можеби ќе биде и поквалитетен од мене, меѓутоа кога веќе најверојатно февруари веќе мора да бидат распишени нели роковите се на 12 мај мора да седне нов председател. Значи, за мене мислам дека не е коректно кон гласачите. И тоа што рековте, да, се оди на тоа дека се има партиско членство, меѓутоа сепак последните анкети покажуваат дека јасното јадро партиско и на едната и на другата и на третата партија не поминува 30%, значи 70% од граѓаните веќе не се слепи послушници, извршители на волјата на раководствата на партиите. Не би рекол нели на партиите, туку на раководствата на партиите. Предпоставам дека еден од мотивите, многу мотиви има сигурно еден човек интелектуалец да се нафати и да сака да биде на една таква функција, е тоа што досега се случувало, како се однесувале председателите на држава во годините наназад. Кога ќе ве прашат обичните луѓе, гледам, бевте, ќе говориме во вториот дел од емисијата на тоа што работите сега. Бевте меѓу пензионерите, одите меѓу луѓето, кога ќе ве прашаат што треба еден председател, што би направиле поинаку од досегашните председатели, како гледате на таа председателска функција, посебно од аспект на тоа дека многу ми навелат нема ингеренции. Тоа е, нели, често се оди со таа теза, нема ингеренции, не е толку битно кој ќе биде. Мислам дека тоа сакаат да го прикажат некои политичари. Па, веројатно, баш тие раководства на партиите не е многу битна функција, ајде немојте сега да притискате и така натаму, да не дигаме. Не е така, затоа што по уставот председателот има многу ингеренции и всушност веројатно и најмногу ингеренции, ние сме председателски систем. Меѓутоа, последните неколку председатели самите некако си се маргинализираа. Им беше поволно да бидат во сенка на владата, на владеачката партија, да немаат трзавици, да немаат нели некакви проблеми, обвинувања во јавност и така натаму. И за жал тоа доведе до да всушност браникот во државата кој треба да ги заштити пред се граѓаните, меѓутоа и институциите, председателот на државата си се маргинализира и не презема всушност никаква акција. Од друга страна, во една поделеност на општеството, меѓу партиите, каде што веќе имаме, воопшто немаме разговор за витални теми во општеството, председателот може да се наметне како авторитет за да може да ги собере тие партии, да се разговара за витални проблеми и всушност да не збориме, во економијата, значи гувернерот е на председателот, членови на судски совет, двајца уставни судии, советот на безбедност кој мора да го свикува секој месец, нели, ние го свикуваме само по
не по се закони дека се треба на свикува- 3 месеци, меѓутоа не се свикува и на 3 месеци. Се свикува кога дојде нож до коска и Так. кога ајде да се подрели на Да. притисокот на јавноста, Значи, каде е председател да свика и тогаш ќе свика. Јавната ако не се лаже. дипломатија, тајната дипломатија, војната дипломатија се под председателот и најважното што е представувањето и правно и политички пред светот е на председателот. Сега мене ми смета каде што ние за клучни работи како што беше Преспанскиот договор, нели имавме друг председател, каде што нели значи не беше вклучен во суштински преговори за државата, каде што мора да биде вклучен и по устав и по закон да биде прв председателот, а потоа нели премиерот и министерот за надворешни работи. Понатаму да речеме сега беше актуелно седниците на Обединетите нации. Ние всушност зачудувачки добиваме информации дека да речеме на 78-та сесија на третиот комитет, каде што се поставува како тема или како прашање нели глорификацијата на нацизмот и стравот од повторно ширење на расизам, ксенофобија и така натаму. Македонија гласа против таа резолуција. Нели ние кои сме биле во коалицијата антифашистичка, нели ние треба да се гордееме со тоа, бидејќи сме дале многу жртви во Втората светска војна, сега одеднаш не поддржуваме резолуции кои го осудуваат нацизмот. Исто така, нели после тоа уште една зачудувачка одлука каде што нели се бара на Обединети нации има седница каде што се бара преки на огнот во Палестина, Македонија е воздржана и тука мора председателот да реагира. Всушност испраќањето на амбасадорот во Обединети нации е директно нели под ингеренција на председателот, а сегашниот амбасадор мислам дека не помина ниту ни низ комисиите на парламентот, тука беше директно назначен од председателот. Во што го говорите, насетувам дека и таму ќе биде моето следно прашање. Дали значи дека би била прилично значајна предност доколку еден ден независна личност која што не е кандидирана од политичка партија застане на функцијата председател, бидејќи вака кога сте поддржани од партија, порано или подоцна ќе треба да одите по некои ноти кои што ќе ви ги кажат. Можеби не секогаш, но во одредени ситуации ќе се чувствува влијанието. Дали тоа е предноста која што би била најголема? Сигурно дека е капитална предност. До сега нели ние ајде да не критикуваме све, сме имали добри председатели, меѓутоа секогаш кога биле од владеачката партија председателот некако по инерција навивачки се однесуваше. И кога имало одлуки кои што и тоа сензитивни во јавност. Да, имаме ситуации такви. Секогаш ги поддржуваат бидејќи нели така се совпаѓа да бидат и партијата на власт која го поддржала да биде и да има влада. Еден независен председател сигурно ќе ги пред него на прво место ќе му бидат интересите на граѓаните, интересите на државата. Всушност и затоа е он председател на државата, да ги штити државните интереси, а не партиските интереси, односно интересите на партиските раководства или партиските лидери. Сега, не викам дека треба председателот да биде спротив, мора да има кохабитација нели во тие одлуки. Меѓутоа, тој совет на безбедност, такви средби, такви стратегии, па ние гледаме дека последниве 30 години всушност сме без никаква стратегија еви во односите и со Грција и со Бугарија, нели околу овој проблем околу влегувањето евроинтеграциите, ние всушност немаме заедничка стратегија, за разлика од тоа гледаме дека соседните држави имаат стратегии, тоа кои се пратат најмалце 100 години. Јас веќе негде го цитирав, нели писмото на Димитар Влахов кој 45-та година му реагира на Папандреу, нели кој дава изјави ќе се шириме на север за да си бидеме нели да си обезбедиме сигурноста на Грција. Значи се работи за па да речеме потоа после 90-тите години неколку средби на лидери на балканските држави без да биде викнат македонскиот лидер, нели најчесто во Порта Карас или во Грција беа, каде што потоа испадна јасно дека нели дури го пуштија до нашата држава нели соопштењето дека не се договориле дека ќе не поделат. Значи они разговарале да не поделат. Така да председателот мора кој да е председател и мислам дека ако не овој пат сигурно следниот пат или мора да се оди со кандидат кој ќе биде независен или ако е партиски, не смети да е партиски, меѓутоа да се работи за поставеноста на партијата да не биде потценувачка кон председателот. Ставањето на 2 недели, истакнување нели на конвенција на 2 недели пред избори е потценувачки за самиот кандидат.
Нели ние да те се представи избравме, за ние 2 кажавме, недели да се да, на представи. народот, еве, вие што има да го проверувате, ние кажавме ово е најдобриот кандидат и сето тоа доведе до една ваква состојба во држава која сите сме свесни дека мораме да менуваме ако сакаме да функционираме. Значи всушност и граѓаните кои ми приаѓа и граѓани од сите и народи националности, и албанци приаѓа, професоре, сакаме држава да функционира. Нели? Кога некој е засегнат со системот на државата, и со судството, и со здравството, и со образованието, не е важно сега дали е како се чувствува или каква му е неговата национална определба. Дали имаш са квалитетен судија, дали имаш квалитетен доктор, дали имаш систем кој функционира, ќе се гордееш со државата или ние ќе се гордееме со тоа што нашите деца ни бегаат во Европа. Замислите, ние имаме политичари кои кажуваат дека иднината на нашите деца е во Европа. И со гордост се гордат што заминале. Што, нели, сватливо е, ама кога ќе кажете после Македонија треба да ги врати младите, малку тоа е абсурдно. Доаѓа кој ќе ги дадат тие изјави. Абсурдно е, викаме дека ни недостасува работна сила, нека ни недостасува кадар, од друга страна правиме се за да младите отидат на запад. Предлагам, професоре, последните неколку минути од првиот дел од емисијата, во вториот ќе ве прашам и за актуалните ситуации, вашите ставови, бидејќи навистина секој кој што сака да дојде на една ваква функција треба да има ставови за актуалните состојби, уставни измени, извештајот на Европската унија, проблемите секојдневни во државата. Меѓутоа сега би сакал да ве прашам каква кампања треба да води еден кандидат за председател и како вие планирате да водите? Бидејќи треба прво и да дојдете од собирање на потписи, што е направено некако да биде потешко за независен кандидат реално во држава. Се е направено да не може никој освен тие две партии да добие. Рековте, имаат војска. Тони, не се работи за војската. Законските решенија. Многу малце од граѓаните, значи нормално е, граѓаните немаат време да се занимаваат со се и се. Но војска мислам во смисол во штаб ќе им кажат вие треба да повеќето од нив, да, некои веруваат, некои очекуваат дека ќе добијат некаква надокнада за послување. Така функционираат партиите. Меѓутоа делот неутралните викат добро, јас сум сега еве за ВМРО или сум за СДС, тие ќе ги задоволат моите потреби и јас ќе гласам за нив затоа што они ќе ги штитат интересите на државата и мене како гласач. Меѓутоа, што се случува? Се случува да огромни средства во законот се предвидени за рекламирање на кампањата, од кои 90% добиваат двете владеачки и двете опозициони партии. За сите останати парламентарни има 7%, за сите останати има 3%. Значи, за локалните избори имаше во еден момент се појавуваат 45 кандидати кои треба да поделат 3%. Каква вие имате застапеност на медиумите? Нели со 0,00 не знам колку, визави 9 минути на секој од големи партии. Тоа е првиот проблем. Значи како би водел кампања? Да одите со 100 метри наназад. Одназад почнува. Така, значи кампања честна, кампања поштена, кампања у која јас веќе го постигнав најголемиот дел од тоа што ми беше намерата, Тони, во предизборие да ги кажам македонските црвени линии, да ги кажам македонските патриотски ставови, да подигнам самосвест и самопочитување кон македонецот како основа за понатаму партнерите кои треба да ни бидат, да не прифатат како сериозни партнери. Ние јако сме мала држава. Ние сега се појавува евроскептицизам, се појавува скептицизам кон Соединетите американски држави, кои не се наш стратешки партнер. Дел од разочараноста на граѓаните, дел од можеби грешки во ама тоа е грешките се на баш на тие раководства кои всушност испаѓа дека најмалце сакаат да влеземе ние во Европска унија, бидејќи во ништо не ги исполнуваат задачите кои им се не може да направи грешка таква. Некој ќе направи што донесе одлука. Така да една честна кампања со ефтина кампања, ниту имам, ниту сакам да правам скапа кампања, мислам дека сум доволно познат, мислам дека ме знаат како по карактер, дека 10 години се борев за заштита на граѓаните, покрај тоа што имав многу проблеми и во личен живот, нели, и наместени судски процеси, и обиди за атентати, и дома влегување, така натаму, јас еве издржав и ќе издржам на оваа патриотска определба, затоа што мене лично многу ми смета, нели, една
така наметната теза дека па нас не бива, ние сме мали, ние толку не бива и така натаму, од нас не бива ништо и нели по инерција некој го наметна тоа да всушност ние се чувствуваме како во својата држава веќе сме граѓани од втор ред, да не зборуваме во западните држави добиваме информации нели нормално на кои работни места се и какви работи. Во стил се едно е, други ќе одлучуваат за нас, а не е баш така. Тоа ме подсетивте, тоа е многу битно, нели веќе има некои од кандидатите одат се сликаат и објавуваат слики со странски амбасадори. И тоа потоа прават злоупотреба, еве зад мене стои нели таа и таа држава, стои тој амбасадор. Ја мислам дека тоа се тотални дезинформации или маркетиншки трикови кои ги поминуваат во последните 20 години. Еве, американците рекоа, американците ќе решат, странците рекоа, странците ќе решат. Дури мене еден пријател, нели, совет во наводници, ми праша, чекај, ти имаш ли поддршка од некој од големиве странски амбасади за да се кандидираш? Мислам, тоа веќе стана како нормално функционирање, а знаеме дека не е така. Значи, ниту пак имаат такви ингеренции странските амбасадори, ниту сакаат они да се завршуваат животот. Меѓутоа, некои обични средби или на некакви нели симпозиуми и така натаму, сликања или пренесување дека јас сум многу близок со тие и тие и за возврат. Значи, многу пати тоа помина, а потоа наместо да се сработи квалитетно, нели повторно се главен аргумент се вади некакво нели пријателство или некаква заложба за некаков сојуз. И сега извинете, можда ќе влеземе меѓутоа да не го заборавиме после, значи кој год да е лидер од Европа. Доаѓаше и Меркел нели за Преспанскиот договор. Значи ние мора да сватиме дека оценките ги даваат комисии и експерти. Не е тоа како кај нас дека нели ќе рече ај направи ваков извештај. Нема да имаме ние поволен извештај ако ние не си го сработиме дома. Кој год да сака, освен ако не дојде нели со некаков меѓудржавен договор, значи званичен документ. А без разлика на авторитетот на политичарот кој доаѓа и кој ќе те каже еве јас ви викам дека така е подобро за вас, тоа е многу наивно ние да го прифаќаме, бидејќи оценките што ги прави, го реков веќе, еве гледаме извештаите, тоа што сите го гледаме, го гледаат и европските експерти, дека не функционира судот, не функционира, дека затворот се прави тортура во затворот, дека премногу луѓе има во затвор, тоа го гледаат тие комисии секоја година, секој извештај вика затворот, судот, човекови права. А ние повторно цитираме... Во речи си истите области, така е. Ви благодарам, професоре, за досегашните одговори во вториот дел и за извештајот на Европската унија, што го рековте, да, се сликаат случајни средби со странски представници, ама потоа некои од тие што се сликаат се наоѓаат и на црни листи, така да не значи ништо во некоја ситуација. Одиме со реклами, се враќаме наши ваш гостин, професор доктор Вело Марковски, кој што најави своја кандидатура да учествува на трката за претседател на државата.